Министерот за економија Крешник Бектеши ја објави листата на производи со намалени цени која владата ја усвои на денешната седница. Листата на производи е следното. Ориз бел во пакување од 900 грама до 1 кило. Брашно пшенично тип 400 и тип 500. Бел и полубел леп векна индустријски тип 450 грама, цели на парчиња, со исклучок на свежо печен леп во маркетите внатре. Други пекарски производи. Бисквити Петит Беур и бисквити обични и постни од 300 до 500 грами. Наполитанки со фил од какао крем, обични, непрелиени од 300 до 500 грами. Тестенини, макарони и шпагети од тврда пшеница обични, без и со јајца од 500 грами, јунешко месо без коски од бут или некој друг дел, свинско месо без коски од бут или некој друг дел, мелено месо свинско и јунешко, пиле свежо или замрзнато, пилешки стек свеж или замрзнат, чаен колбас, јунешки, свински и говедски, без додатоци и без слайс пакување, пилешка посебна салама, без слайс пакување, паштета од джигер и пилешка, без додатоци, во пакување од 95 и 100 грама, трајно кравјо млеко, освен органско млеко и млеко со додатоци, со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5%, во пакување од 1 литар, јогурт од кравјо млеко обичен, без додатоци, со масленост од 2,8% до 3,2%, во пакување од 1 литар и 1,5 литри, кисело кравјо млеко, обично без додатоци, со масленост од 2,8% и 3,2%, во пакување од 300 до 500 грама, павлака од кравјо млеко со масленост од 12% до 20%, во пакување од 180 или 200 грама, традиционално кравјо бело сирење и мешано бело сирење, без додатоци, традиционален крави и мешан кашкавал без додатоци, свежи јајца од кокошка и целото овошје и целото зеленчук. Зборуваме за свеж овошје и зеленчук. Бектеши најави проширување на оваа листа, не прецизирајќи на кои производи ќе се однесува, но сигурно намалување на цените ќе има и на пијалоците. Јас преку редови најавив и вчера и денеска во моето обраќање дека листата ќе се прошири. Јас секој дневно со различни сектори имам состаноци. Например, вчера имав состаноци со сите производители на минерална вода, сите производители на сокови, на генерално на безалкохолни и алкохолни пијалоци, вклучувајќи ги и алкохолните пијалоци и најголемите увозници. И имавме конструктивен, многу продуктивен состанок. Ги очекуваме нивните предлози до крајот на денешниот ден и во текот на оваа недела, почетокот на наредната, ќе има најверојатно и за таму одлука. Намалените цени треба да ја потиснат инфлацијата кај прехранбените производи и според Бектеш таа ќе се намали за 5%.